Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. На граничниот премин Блаце утрово е приведен поранешниот вице-премиер и министар Артан Груби при влез во земјава. Повеќе од една година Груби се бараше со меѓународна потирница, осумничен за проневери од над 8 милиони евра во државна лотарија. Деталите ги дознаваме од колешката Тамара Дичовска, ја вклучуваме во живо. Тамара, знаеме ли каде е Груби во моментов, односно дали е пренесен во истражниот затвор Шутка со оглед дека му беше определена и мерка притвор во отсуство? Да, поречи си една година бегство, поранешниот вице-премиер Артан Груби денеска утринава, односно околу 6 часот, се појави на граничниот премин Блаце. Како што може да се види на видеото, се надам дека гледачите во моментов на екранот ќе може да го погледнат. Тој стои сам на граничниот премин Блаце, додека полицијата му става лисици на рацете и го приведува. Од МВР деталите се дека тој е приведен, дека полицијата го лишила од слобода, меѓутоа ги нема оние детали дали Артан Груби сам дошол на граничниот премин Блаце, дали сам се пријавил и се предал на полицијата или можеби се обидел со возило да влезе во Македонија. Тоа се детали кои што се уште не ги соопштуваат, иако, како што напомена и ти, повеќе од една година се бараше со меѓународна потерница. Да ти одговорам на прашањето, бидејќи веќе од претходно му беше определен притвор на Артан Груби, тој директно, откако го приведе полицијата, беше спроведен во истражниот затвор Скопје, во притворското оделение. Тој сега се наоѓа и таму, веќе е таму, тоа ни го потврди и директорот Бобан Утковски. Бил во добра здравствена состојба, но и затворските лекари извршиле дополнителни прегледи, каде што констатирале дека се е во ред со неговото здравје, сместен е во келија со уште едно лице и од затворот чекаат институциите да им кажат како да постапат. Деталите од сместувањето на Груби во затворот Скопје ги слушнеме од директорот Бобан Утковски. Лицето Артан Груби е спроведено од страна на припадници на Министерството за внатрешни работи во нашата установа во 9 часот и 20 минути и истиот е сместен во притворското оделение. Господинот Артан се нема пожалено на здравствената состојба, во добра здравствена физичка кондиција и истиот дополнително ќе биде прегледан од доктор според нашите затворски протоколи. Тоа е за сега што ви можам да кажам. Да, за Артан Груби, да напоменам дека има отворено истрага, но се уште нема за него обвинителен акт. Обвинителството отвори истрага за него во декември 2024 година за проневера во службата, односно му поднесе кривична пријава под сомнение дека проневерил за проневера од околу 8,2 милиони евра од државната лотарија, но како што напоменав, за него се уште нема обвинителен акт. Кога се отвори истрагата за него, тој ја напушти Македонија, односно отиде на Косово. Дури во еден наврат Груби имаше напишано статус на социјалните мрежи дека тој не е во бегство, туку е во приватна посета на Косово, но и дека ќе се врати дома. Дури посочи и да не се шпекулира дека тој е избеган, односно дека е во бегство, бидејќи ја напуштил државата со легитимни документи, па сега се чини дека по година и еве речи си 2 месеци приватната посета завршила, тој се врати дома во Скопје, но сега се наоѓа во истражниот затвор Скопје, каде што е сместен во притворското оделение. Од оние следни чекори, да, тој сега се наоѓа во затворот Скопје, меѓутоа ќе треба да оди на распит во обвинителството, како и тука во кривичниот суд, каде што ќе треба да се произнесат околу неговиот притвор, дали ќе биде продолжен, колку ќе биде продолжен, но и сепак обвинителството ќе мора да го поднесе тој обвинителен акт, секако доколку има докази за и понатаму да му се суди доколку има и простор за тоа. Тој е второ осомничен во истрагата за проневера на овие 8,2 милиони евра во државната лотарија. Прво осомничен е поранешниот директор Перпарем Байрами, кој се уште е во бегство и се бара со меѓународна потерница. Деспина, ние го следиме случајот во текот на целиот ден, секако доколку биде спроведен и до обвинителството и до кривичниот суд ќе известиме. Сите детали околу ова ги најавувам и за во вестите во 16 часот.
Да, во текот на денот очекуваме повеќе информации од истражните органи за тоа како ќе тече постапката против Артан Груби. Тамара Дичевска, јас ти благодарам за овие информации, а ние одиме и со партиските реакции. Дали Артан Груби ќе му го зададе фаталниот удар на Ахмети и Дуи, прашуваат утрово од Вреди. Црната кутија за владењето на Дуи конечно се предаде. Артан Груби е учесник и извршител на сите матни сделки на Дуи. Затоа мала речица се тресе од страв за тоа што не знаат за што секе подготвен да прозбори Артан Груби. Откако катастрофално изгуби Дуи на локалните избори, паднаа во вода сите лажни ветувања на Ахмети за предвремени избори и наводен влез во владата, на Артан не му останува ништо друго, освен да се соочи со сопствените гревови. Но кој се ќе оди курбан заедно со него, допрва ќе видиме, стои во писмената реакција на Вреди, испратена утрово по приведувањето на поранишниот вице-премиер Артан Груби. Дуи го спасува Мицкоски, велат утрово и од СДСМ. Според опозицијата, приведувањето на Артан Груби е театар за дефокусирање на јавноста од бројните криминали кои партијата секојдневно ги објавува, а одговор од истражните органи нема. Секој кој го прекршил законот мора да одговара. Дуи го спасува Мицкоски, му фрлија гума за спасување. После денешниот театар на македонската граница, веќе на сите им е јасно дека бегството на Артан Груби беше политички договор. СДСМ ова го најави уште во декември 2024 година. Сега само се потврди пред очите на македонската јавност. Како што се договорија да го пуштат, така сега се договорија да се врати. На овој начин, ВМРО со поддршка од Дуи сака да го покрие најголемиот наркоскандал со 5 тони дрога, кој води до врвот на владата на Мицкоски. А вистината, почитувани, е дека ВМРО ОКГ се во договор со Дуи. Власта го презема судството и обвинителството под своја контрола, се рушат предметите на СЈО, сега е вистинско време Груби да се предаде. Кој се смее кога го апсат? Како нема ниту една камера од 65.000 за 5 тони дрога, а има камери за Груби? Ова нема да помине. СДС се нервозни и фрустрирани зашто Артан Груби е уапсен и може да изнесе податоци за аферите и криминалите на Заеви, Филипчи и Спасовски во звратија од ВМРО ДПМН. Ги разбираме од СДС, тие се нервозни и фрустрирани зашто Артан Груби е уапсен и сега може да изнесе податоци за аферите и криминалите за кои здружено работеа со Зоран Заев, Вице Заев, Оливер Спасовски и Венко Филипче. Затоа СДС се обидуваат да ги зацкријат трагите и на овој начин да се спасат себе си, велат преку писмено соопштение од владачката партија. Премиерот Мицкоски отвори конститутивната седница на Советот за иновации. Ова е инструмент на стратешка промена, механизам преку кој науката, истражувањето и дигитализацијата ќе станат двигатели на економскиот раст на Македонија, рече премиерот во своето обраќање. Вели, нашата цел е знаењето да се претвори во иновација, иновацијата во производ, а производот во нови работни места и подобар животен стандард за граѓаните. Самата структура и состав на Советот, кој ги обединува клучните министерства и ресори, академската заедница и експертите од различни области, гарантира интегриран и стратешки пристап во носењето одлуки. Ова тело ќе обезбеди координација помеѓу образованието, науката, дигиталната трансформација и економските политики. Нашата цел е мерките да бидат конзистентни, транспарентни и ефективни, со јасни индикатори и мерливи резултати. На оваа прва седница го усвојуваме клучниот документ за следните 4 години, а тоа е 4-годишната програма за поттикнување на иновациите, научно-технолошкиот развој и предприемништвото. Оваа програма не е само административен акт, таа е визија за развој заснова на наука, истражување и дигитализација. Таа создава рамка за поддршка од првата идеја преку истражувачкиот развој и пилотирање до целосна комерцијализација. Со оваа политика создаваме основа за отварање нови, квалитетни и добро платени работни места. Штипската клиничка болница бележи рекорден број на крводарувања. Само минатата година биле собрани над 5500 крвни единици, а зголемен е интересот и во првиот месец од оваа година.
Рекорден број крводарувања регистрира регионалниот центар за трансфузиона медицина при Штипска клиничка болница. Лани се собрани над 5500 крвни единици, што е најмногу во изминатите неколку години. Доктор Мери Шорова вели дека тенденција оваа пракса да продолжи во иднина. Фокусот 2026 година ни е да ја зголемиме базата на редовни крводарители, меѓутоа и на првократни крводарители, со посебен акцент на младата популација. Потребна ни е поголема соработка со факултетите, со студентските организации. Веројатно ни е потребна и поголема застапеност на социјалните мрежи. Еве апелирам до студентите да се вклучат во процесот на крводарување не само како дарители, може и како мотиватори да бидат вклучени и да ја подигнеме таа свест кај младите за значењето на крводарувањето како еден хуман чин. Младите извидници од одредот Еквинокс спроведоа хумана акција за крводарување. Ние извидниците сакаме да помогнеме на луѓето во градот, со тоа што со донирањето на крв секој човек може да самостојно да помогне на некој што му е потребна таа крв. Генерално ова е големо значење за нас, пред се даруваме крв, за другите може нечи живот ќе биде спасен. Од големо значење за крводарителството е интензивната соработка со Црвениот крст. Токму поради тоа имаме успешно и организирани и реализирани крводарителски акции кои што ги имаме во градот Штип, меѓутоа и во регионот кој што го обслужуваме со крв и крвни компоненти. Добар индикатор дека интересот расте е што само во месец јануари реализирани се 232 крводарувања. За Сител, Трајан Ристовски. Пред крајот ги гледаме најновите